Министерството за здравство и ОЈО Скопје ќе испитуваат дали несоодветно лекување од страна на дежурниот педијатар на ГАК е причина за смртта на новороденче, родено со царски рез во 36-та гестацијска недела. Настанот кој се случил на 1 октомври, како што објави Слободен печат според документи од свиркачи, кај директорката на клиниката го пријавила началничката на оделот за интензивна нега, со образложение дека нејзината колешка предизвикала компликации кај бебето старо 3 дена. Го реинтубирала дури 20 минути, многу повеќе од предвидените протоколи и при тоа му било распарчено грлото. За ова сведочеле 2 специјализантки, но за целата ситуација не му било кажано на семејството. За утврдување на околностите и расветлување на случајот, министерот Азир Алију иницираше вонреден инспекцијски надзор до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, пошто ќе следи и стручен надзор. Во овие тешки моменти за семејството замолуваме да се почекаат на одите од надзорите и да се добие обдукцијскиот наод, кој е единствен и конечен за утврдување на причините за смртен исход. До добивање на конечните резултати да не се создава немир кај семејството и во јавноста, соопштија од здравство. Основното јавно обвинителство Скопје во координација со СВР Скопје оформи предмет врз основа на јавно објавените информации и ќе бидат преземени сите действија за проверка на настанот, информира од обвинителството. Директорката на ГАК вели дека ги презела сите потребни мерки и по пријавата на случајот од страна на началничката веднаш било постапено. Во случај кога има потешко новородено или смртен случај, се формира комисија за квалитет. Јас од моја страна ги имам спроведено сите комисии согласно протоколите и превземени се сите мерки кои што ги има побарано началничката доктор Петковска. Значи веднаш е постапено според барањето на началничката и превземени се сите испитувања протокол, а за разрешување понатаму на случајот неопходен е обдуцискиот наод кој што се чека од Институтот за патологија. Во согласно со наодот, понатаму ќе се превземат сите мерки и се разбира доколку има лекарска грешка ќе биде соодветно реагирано. Од опозицијската СДСМ на пресконференција пред ГАК бараат оставка од директорката на клиниката поради, како што велат, прикривање и молк за смрт на бебе. Директорката на клиниката за гинекологија и акушерство, доктор Ирена Алексиовска-Папестиев, иако била формално известена за сомнежите и за смрт со можни пропусти во лекувањето, 2 месеци не известила никого. Ова е огромен скандал која покажува катастрофалната состојба во здравството. Бараме итна оставка од директорката Алексиовска-Папестиев. Реагираа од ВМРО ДПМН преку соопштение повикаа СДС да не го злоупотребува случајот со новороденчето за дневно-политички поени. Она што е јасно како бел ден е дека сите неопходни протоколи се преземени и сите надлежни институции се известени. И доколку се утврди било каква човечка грешка, истите ќе бидат отстранети и ќе има одговорност за причинителите за несреќата. Ниту ќе биде сокриен некој, ниту овој случај ќе биде заташкан како многу претходно, кога Филипче беше министер за здравство, стои во реакцијата од владеачката партија. Инаку бебето по раѓањето било сместено на интензивна нега поради респираторен дистрес, а во критичниот период пред да почине бил повикан и детски хирург за да постави дрен. Александар Динев, Сито телевизија.